Втор дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Повисоки цени за откуп на оризовата арпа и белиот ориз бараат оризопроизводителите од Кочанско. Дел од нив сметаа дека цената не ја диктира владата, туку пазарот. Повикот за владината мерка за обука на невработени лица кај занаетчи и на стари занаети ќе придонесе за заживување на занаетите и зачувување на традицијата. Нова медицинска опрема во здравствениот дом во Берово, ехо-доплер, ехо за крвни садови и срце, како и нов апарат за тумор маркери наскоро ќе бидат ставени во функција на пациентите од целиот регион. Повисоки цени за откуп на оризовата арпа и белиот ориз бараат оризопроизводителите од Кочанско. Денеска излегува на протест со барање од владата да преземе мерки за надминување на тешката состојба со откупот на оризот и оризовата арпа. Дел од земјоделците пак изразија незадоволство од протестот на нивните колеги и велат дека цената не ја диктира владата и Министерството за земјоделство, ниту преработувачите, туку пазарот. Незадоволни од состојбата со откупот на оризовата арпа и белиот ориз, оризопроизводителите од Кочанско го блокираа патниот правец Кочани Штип во село Облешево и излегува на протест. Бараат Министерството за земјоделство да преземе мерки за надминување на катастрофалната состојба со откупот на оризот и оризовата арпа. Целта на овој протестен митинг е со две основни точки. Откупот на оризовата арпа и откупот на белиот ориз. Пошто да речеме ние од 2012 година имавме еден протестен исто митинг за тие намени, од тога и најамо владата и ресорното министерство секој пат се прават глуви на нашите барања. Сега излеговме да речеме и со ова барање се ќе ви го прочитам барањето на Сдруженијето. Поради лошите откупни политики во оризопроизводството во последните 3 години, кое нешто кулминира и во 2015 и 2016 година со откупот на оризовата арпа, за кое нешто е организирани протестот, бараме од владата и од ресорното министерство веднаш да интервенираат со откупот и тоа. Прво, откуп на оризова арпа, како што има и ветивте на оризопроизводителите, од 25 денари, а не помалку од 20 денари. Откуп на белиот ориз од 50 денари. Трето, бараме прием кај министерот за земјоделство, шумарство и водоснабдување во рок од 3 дена да бидеме известени. И четврта точка е во колку горе наведените 3 барања не бидат исполнити. Протестите ќе бидат продолжени се до исполнување на барањата со превземање на порадикални мерки и исполнување на други барања. Манасиев истакна дека откупот оди катастрофално и оризот стои во амбарите на оризопроизводителите, оти и за ниска цена повторно не го земаат откупувачите. Од Сдруженијето на оризопроизводители Бело зрно тврдат дека лошата состојба со откупот на производството е резултат на нерегуларната откупна цена на оризовата арпа, незаинтересираноста на институциите за овој производ и немањето интерес за откуп на ланската реколта од страна на фабриките за преработка и откуп на оризова арпа и бел ориз. Се пожалија и дека 3 години не земале субвенции. Другите земјоделци пак изразија незадоволство од протестите на нивните колеги, бидејќи велат дека цената не ја диктираат преработувачите, туку пазарот. Ние изразуваме незадоволство или ако сакате контрапротест против нашите колеги земјоделци од онаа страна, што изразуват незадоволство, оправдано незадоволство, ама не оправдано начинот на кој тоа изразуват. Значи, према начинот на кој они тоа изразуват, за нас представува како разорување и нестабилност. Значи, за малку може да избие инцидент. Луѓето од онаа страна се сите, можам да кажам слободно, па може да и не земјоделци. Никој нема повише од 1 хектар тамо што гледам земја, а протестират за оризот. Не сме задоволни од цената, бидејќи секогаш е малку цената на нас. Али не е начинот, не е моментот сега тоа да го разговараме, бидејќи цената не ја диктираме ние. Значи, нашите преработувачи не ја диктират цената. Значи, цената диктират пазарот. На кој ни беа собрани? Они има дека да се соберат. Нивните откупувачи доведоа да се цената намале на 35 и 38 динара. Од кои причини?
реекспорт. Бугарија, Грција, Србија. И тука е целиот проблем. И сега дојделе ќе тражат у владата, нема врска. Нити министерство, нити влада не е виновна се тоа. Виновните нивните пајтачи на СДСМ. За малку ќе дојдеше и до физички пресметки. Ја ќе кажам дека дават субвенции, се дават. Ништо не правиме проблем, не сега. Да не настанат проблеми. Не. Замолуваме најкултурно. Ја, слушай Они се. од таму се тргнаат тука, нека си Јас каже сваќам. ќе дојдат Јас таму сам- ќе ве снимат. Ај, молим. Покажали се, господин. Уште малку само. Ајде, Од иди Шпанија таму, има па ориз кажи си увезено. таму. Ајде. Значи Србија секаде е Топчо, не увезено. дигай веги. Значи луѓето ги Добро, тргнавме од таму. слушайте го само просто зашто не Ајде, се молим. дозволува. Ајде сега. Проблеме со оризо. Оризо цена да падна 36 денара. Откуп нема. Еве, јас сам го продал оризо. Нека кажат луѓето колку проценти има продадено вкупни ориз. 30% оризо продадено, 70% стоа оризо. Проблем е со оризо што нема дека да се продаде. Тоа е голем проблем за сите. Што се должи тоа? Што мислите вие? Тоа е многу се увезе ориз не кај нас у Македонија, Европа, Балкано, Покажали се, господин. уште малку само. Ајде, Од иди Шпанија таму, има па ориз кажи си увезено. Ајде. Значи Србија секаде е Топчо, увезено. не- Протестот продолжи и понатаму и во наредните неколку часа сообраќајот на магистралниот пат Кочани-Штип се одвиваше по едната коловозна лента, раководен од службеници на полициската станица Кочани. Агенцијата за вработување на Република Македонија распиша оглас за невработените кои имаат желба да ги научат вештините на старите занаети. Се планира 6-месечен курс за јорганџи, теслари, оджачари, бочвари, лимари и ковачи. Лицата кои ќе ги посетуваат обуките ќе добиваат по 6200 денари, а занаетчиите кои ќе бидат во улога на едукатори од државата ќе добиваат по 30.000 денари за секое обучено лице. Сите невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, кои сакаат во иднина да просперираат работејќи некои од старите занаети, можат да се пријават и да се обучат за ковачи, лимари, бочвари, стаклари, оджачари и органџии. Само 2 дена по распишувањето на огласот, веќе има 6 заинтересирани лица од регионот. Во Центарот за вработување во Штип има веќе заинтересирани лица, но бидејќи е 2 дена огласот, очекуваме дека ќе дојдат лица и ќе аплицираат на овој оглас. Самите невработени за во овие обуки, значи што ќе трајат од 2 до 6 месеци, ќе добиваат парични средства или ќе добиваат 4200 денари со платени таму осигурување во случај на повреди и данокот. Обуките ќе се реализираат во реални услови во соработка со занаетчиските комори во повеќе градови, меѓу кои и во Штип, каде ќе се обучуваат за ковачи, стаклари и лимари. По завршувањето на практичниот и теоретскиот дел на обуките, лицата кои ги посетувале ќе добијат сертификат за стекнати вештини и компетенции, издаден од занаетчиските комори. Со истиот ќе можат да аплицираат за мерката самовработување или да се вработат кај познат работодавач кој веќе има собствен занаетчиски дуќан. На огласот може да аплицираат и лицата корисници на социјална парична помош. Сакам овде да спомнам дека сите корисници на социјална помош нема да го изгубат правото на социјалната помош додека ги посетуваат овие обуки. Така да овој проект е добар и за корисниците на социјална помош. Заинтересираните можат да се пријават во работните клубови на центрите за вработување каде се евидентирани како невработени најкасно до 30 април годинава. Разгледувањето на завршните сметки и извештаите за работењето на училиштата во општина Кочани главна тема на седницата на Советот на општина Кочани. Финансиските документи покажуваат непокриени трошоци од над половина милион евра, што ја ставаат општината во ситуација да има блокирана сметка ако доверителите побараат да им се платат побарувањата. Финансиските документи покажуваат непокриени трошоци од над половина милион евра, што ја ставаат општината во ситуација да има блокирана сметка, ако доверителите побараат да им се платат побарувањата. На седницата на Советот токму за ова прашање советниците потрошија околу 2 часа, при што во бурните дискусии се бараше да се откријат вистинските суми на долговите кај одредени училишта, за да не се доведе до во прашање функционирањето на локалната самоуправа. Значи, кога само едно училиште како Јошо Кентиев должи 450.000 евра и сите останати по 3, 4, 5 милиони денари, не станува никаков
посебен проблем доколку бидат обременети со 50-60 илјади денари за ревизија на било кое од училиштата, до толку повеќе што ревизијата не представува само контрола, туку ревизијата ќе даде насоки и како би можеле да бидат намалени дел од трошоците кои што се веќе направени. Средното општинско училиште Липчо Сантов Кочани има вкупен долг од 4 милиони, ќе ми извините, 528.272 денари по единствен основ. Не е во главно, туку само по основ транспорт на ученици, односно превоз на ученици. Превозот, како што спомна колегата Сребренов, е поврзан со распишување на тендер. Тендерот е транспарентна процедура во рамките на законот и за се има информации и на веб страницата, а впрочем и во локалната самоуправа. Со воведување на законот за задолжително средно за сите ученици и задолжителен превоз за сите, мислам дека се е кажано. Од каде толку долго е во нашето училиште, значи тие се веќе акумулират со години. Неможноста за покривање на долговите на училиштата беше речено води кон блокирање на буџетот на општината. На крајот од дискусиите беше констатирано дека побараната независна ревизија на работењето на училиштата ќе предизвика трошоци за општината. Што ново, не знам, ќе ни каже на нас ревизорот, кој ќе го платиме сигурно 10.000 евра за сите школи ако прави ревизија, што ново или кои нови мерки? Па ние сите знаеме долговите од кај се. Долговите се од превозот, претежно од превозот. Значи, исто ова ќе го платим, значи тие извештаи ќе ги платиме ова натовар на општината и на школите кои и така не можат. Знаете дека треба и за ревизија треба исто тендер да се распише, па е процедура. Гласањето на предлогот од советникот Алексов за независна ревизија за трошоците на училиштата беше повторено. Првиот пат беа изброени 9 гласови за, а по реакцијата на советниците од опозицијата имаше прегласување, пошто се покажа дека 10 советници го поддржуваат таквиот предлог, нешто што во изминатиот период во сегашниот состав на советот ретко или воопшто не се случило. На крајот беше заклучено да се побараат и повеќе пари од државата за покривање на трошоците за превоз на учениците, а завршните сметки на училиштата за 2015 година беа едногласно усвоени. Се навраќаме на седницата на Советот на општина Виница. Покрај завршните сметки, советниците во Виница расправаа и за ученичките протести, како и за работењето на комисијата за проценка на штети од поплавите. Гласањето на завршните сметки на основните училишта во градот продолжи со дуел и поставување различни тези околу информацијата за неодамнешните протести на учениците од предметна настава во Виница, кои започнаа веднаш по донесувањето одлука од училиштата за ротација на смените. Директорите се повикаа на одлуката на училишните одбори, а опозицијата целата вина ја префрлаше на нив. Но сите беа единствени во едно, дека вандалското однесување на учениците ги прекрши сите норми на современото образование. Крајно нарушување на односот меѓу наставниците и учениците, сериозно нарушен авторитет на образовниот кадар е исходот од овие протести, во кој нема победници и поразени, бидејќи сите се поразени. Според градоначалникот Дончев, веќе се прават напори за одржување едукативни работилници и семинари со учениците и наставниците, за да се спречи дополнителна кулминација на затегнатиот однос во иднина и да се врати до вербата, која после сите овие случувања е крајно нарушена. На вчерашната седница, дел од советниците предложија воведување на едносменско работење, да се разгледат техничките можности со грејење и со кадар, за да може да се отпочне од септември. Завршната сметка на општина Виница беше прифатена од мнозинството со следниве бројки. Од вкупно планираните приходи на буџетот на општина Виница за 2015 остварени се приходи во износ од 224.512.000 денари и прилив во износ од 12.840.000 денари, или вкупниот буџет е реализиран со 87,71%. Вкупните обврски на општината заклучно со декември 2015 се во износ од 43 милиони денари. Советот донесе нова одлука за проширување на средствата во буџетот за 2016 во износ од 1 милион денари за доградба на 3 занимални во детската градинка, како и предлог одлука за сопствено учество на општината во изградба на фекална канализација во село Лески, проект за кој општината аплицира преку Бирото за регионален развој.
Дискутабилен беше новиот состав и формирањето нова комисија за проценка на штетите од поплавите. Дали истата ќе може стручно да одговори на поставените задачи? А Советот бара извештај и за се она што е претходно сработено од стариот состав на комисијата. На последната седница, без подршка од опозицијата, беа усвоени завршните сметки и на подрачните училишта Средното Ванчо Прке, како и на културните институции и јавните предпријатија. Пуштен е во употреба селскиот пат до црквата Свети Илија во Штипското село Долани. Подобрената инфраструктура е предуслов за развој на селскиот туризам, а во план е изградба и на етно куќа во близина на црквата. Во село Долани денес беше свечено пуштен во употреба патот кој води до манастирот Свети Илија и гробиштата во должина од 1 километар. Финансиските средства ги обезбеди Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и општина Штип, а предвидено е асфалтирање на уште неколку споредни улици во селото. Покрај земјоделство и сточарство, ова село нуди можности за развој на селски туризам. Со Универзитетот Гоце Делчев и Факултетот за туризам планираме да отвориме етно куќа овде. И да истакнам дека општина Штип веќе тендерира уште 3 улици во ова село, со тоа сите ќе добијат асфалт, значи нема куќа која нема да биде поврзана со асфалтен пат. Да кажам дека селото има водовод, претходно направивме да мал плоштад со чешма и лично мислам дека условите за живење во ова село се добри, бидејќи на само 10 минути од градот се наоѓа село Долани. Мојата порака е до жителите да се вратат овде, да ги обноват своите прадедовски огништа, куќи. Над 43 милиони денари досега општина Штип има добиено од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Поголем број од проектите за подобрување на условите за живот во руралните средини се реализирани, а има и доста кои се во завршна фаза. Ова е една од инвестициите која е поддржана од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, на која што аплицираше општината Штип за изградба на овој пат. Агенцијата го прифати проектот и истиот го поддржа и по неговата реализација го исплати во сума од скоро 6 милиони денари. Морам да кажам дека ова не е единствениот проект каде што Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој дава поддршка на општина Штип. Општината Штип е исклучително активна општина во однос на аплицирањето и добивањето на средства за обновување и изградба на руралната инфраструктура и воопшто за подобрување на животот на жителите во овие рурални средини. Подобрената инфраструктура е од големо значење за жителите на село Долани. Убавината знае се каде. Шом си у село, а да имаш пат, нема подобро. На времето имаме лош пат, водата дојдеше, однесе го. Утрето по 2 недели или недела дена чекаш да дојде липкер да го рамне или на раци нешто рамне, сега нема проблем. Од градот право уштава преку асфалт. Општина Штип започна со реализација на еден од поголемите проекти предвидени за оваа година, а тоа е асфалтирање на патот од селото Врсаково до селото Долно Трогерци, во должина од 5 километри. Овој проект ќе се реализира исто така со финансиски средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Нова медицинска опрема набави здравствениот дом во Берово. Новиот ехо Доплер, ехо за крвни садови и срце, како и новиот апарат за тумор маркери наскоро ќе бидат ставени во функција на пациентите од целиот регион. Новите апарати се набавени со средства од здравствениот дом во Берово. Здравствениот дом во Берово набави нови современи апарати за подобрување на здравствените услуги за пациентите од крајниот исток. Со новиот ехо Доплер се воведува нова метода за доплер на крвните садови и ехо на срце. Метода која што со новиот апарат во регионот од 4 општини од крајниот исток ќе се врши единствено во Берово. Во здравствениот дом ја завршивме 2015 година со купување на медицинска опрема. Медицинската опрема се состои во нов еко Доплер за ехо кардиограф, кој ќе можеме за прв пат нова метода ќе воведеме во здравствениот дом со почнување на овие Доплер на крвни садови и ехо прегледи на срце.
Вториот апарат кој што исто така е единствен во регионот е апаратот за тумор маркери, кој по завршувањето на тендерската постапка за набавка на реагенси ќе започне со работа и ќе биде ставен во функција на сите граѓани од крајниот исток. А во лабораторијата, биохемиската лабораторија, набавивме нов апарат за тумор маркери, кој за прв пат ќе почнеме да ги работиме од 2016 година и ќе почнеме да работиме тироидните хормони. Сега сме во фаза на набавка на реагенсите кои ни се неопходно потребни, оти имавме само определен со апаратот земени реагенси за да видиме пробната работа. Фактички до сега пробна работа, од сега ќе почнеме во редовна работа за сите пациенти. И новиот еходоплер и апаратот за тумор маркери здравствениот дом во Берово ги набави со сопствени средства. Подвижна лабораторија за борба против климатските промени неделава е на располагање на учениците од основните училишта во Виница. Вчера беше во Блатец, а утре е во основното општинско училиште Гоце Делчев во Виница. Зелениот камион за борба против климатските промени вчера допатува и во основното училиште Кочо Рацин во Виничко Блатец. Учениците со задоволство го прифатија предизвикот на инструментите со кои го тестираа влијанието на ризик факторите врз температурните разлики и производството на стакленички гасови. Во лабораторијата има експерименти со кои што утврдуваме моменталната состојба на климатските фактори од кои што се предизвикатели на климатските промени. Климатски фактори се, мериме температура на воздух, на вода, брзина и јачина на ветар, pH вредност на одредени течности или супстанции. Практичните можности што ни ги нуди лабораторијата, значи таа располага со одреден број на инструменти кои што ја мерат климата, климатските промени и слично. И овој практичен сегмент ќе биде придобивка за да се поврзе теоријата од наставата што ја учиме со знаењата на учениците практично стекнати. На тој начин се надеваме дека ќе дојдеме до поголема свест кај учениците за климатските промени и дека иако сме мала средина, иако е мало училиште, сите ние на свој начин ја загадуваме природата. Експериментите во подвижната лабораторија ќе ги спроведат и учениците во другите училишта од општината, бидејќи Виница е една од 10 општини во Македонија која е вклучена во проектот финансиран од УСАИД. Донесена е стратегија за климатски промени, а во рамките на истиот тој проект, општината добива средства во висина од $100,000 за регулација на коритото на река Осојница и мостот кај село Јакимово. Првични избори на двете главни партии во САД, републиканската и демократската, за утврдување нивни кандидат за предстојните претседателски избори во ноември, денеска ќе се одржат во 5 поголеми американски држави. Републиканците ќе имаат изборна конвенција и во Северните Маријански острови принесува пета. Првичните резултати од гласањето ќе бидат соопштени вечерва околу полнок. Четворицата републикански претенденти Доналд Трамп, Тед Круз, Марко Рубио и Џон Кейсик се борат за гласовите на 367 суперделегати, а двајцата кандидати на демократите Хилари Клинтон и Барни Сандерс за гласовите на 792 делегати. Агенцијата на Обединетите нации за бегалци УНХР соопшти дека Турција мора да обезбеди барањата за азил да бидат разгледани во разумен рок, пренесува Танјук. Во известувањето кое УНХР и го испрати на Турција се навидува дека мора да вложат дополнителни напори за да се овозможи сите луѓе кои бараат меѓународна заштита да добијат одговори од надлежните власти во разумен временски рок. УНХР навидува дека договорите како што оној кој го постигна Европската унија и Турција мора да бидат во рамките на меѓународните и регионалните упраски со кои се почитуваат правата на загрозените поединци. Се напоминува дека во Турција има 2,7 милиони сиријски бегалци и дека само 10% од нив се сместени во кампови. Од космодромот во Казахстан вчера била лансирана ракета која на Марс носи сонди чија цел е потрагата по вонземски живот. Сондите били испратени од страна на Европската вселенска агенција и Русија. Со оглед на тоа дека пред ракетата е далечен пат, резултатите од потрагата може да се очекуваат најрано за неколку месеци.
Имено првите информации за двете сонди ќе започнат да пристигнуваат на земјата дури за околу 7 месеци. Една сонда по пристигнувањето ќе започне да орбитрира анализирајќи атмосферата по потрага по трагиот некогашен живот, додека втората сонда ќе долета на површината, каде што ќе врши анализи. Втората сонда ќе има краток животен век, бидејќи нејзините батерии ќе се потрошат до 2018 година. До тогаш на Марс ќе биде испратена нова ракета, која ќе носи ровер за продолжување на истражувањето на површината. Започна изградбата на двете тениски игралишта во Македонска Каменица, проект кој што произлезе по барање на граѓаните, а беше ветен во програмата на градоначалникот Дарко Митевски за 2016 година. Со реализацијата на овој проект ќе се создадат услови за сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да се занимаваат со овој спорт. Тениските терени ќе бидат изградени по најсовремени стандарди и ќе располагаат со осветлување, пристапни патеки, целосна инфраструктурна приклученост и најсовремена подлога по сите стандарди на Светската тениска асоциација. Еве започнуваат градежните активности за изградба на две тениски игралишта, проект кој што е ветен во програмата од локалните избори во 2013 година. Овој проект е заеднички со владата на Република Македонија, односно финансиран од Агенцијата за млади и спорт. После целосната подготовка на планска документација од страна на општина Македонска Каменица и створени услови, Агенцијата за млади и спорт имаше јавна набавка, избрана е поволен понудувач и веќе течат градежните активности. Се надеваме за 3 до 4 месеци дека целосно ќе бидат завршени и дека општина Македонска Каменица ќе добие тениски терени кои што еве се на барање од граѓаните, кои што од тоа барање беа ставени во програмата за локалните избори, еве се надеваме дека за определен период веќе ќе ни бидат готови, ќе бидат ставени во функција. Изведувач на работите е фирмата Конструктор и согласно договорот и динамиката на работа, свеченото пуштање на двете тениски игралишта во Македонска Каменица би требало да се случи во текот на летниот период, најави градоначалникот Митевски. Инаку тениските терени во Македонска Каменица се дел од проектот на владата на Република Македонија, реализиран преку Агенцијата за млади и спорт, изградба на 120 тениски игралишта низ целата држава. Досега изградени и пуштени во употреба се околу 60-тина. Ова е се во второто издание на Дневникот. Останете со нашата програма и имајте пријатна вечер.